Продолжуваме понатаму, по рекламите ја најавивме колешката Слободанка, која што во моментот е на една скопска локација. Слободанка, добро утро. Имаме одлична најава на еден настан, но прво да те прашам како помина ти со невремето и како е таму во окружувањето каде што сте во моментот. Добро утро, пред се разбира Оливера, до тебе и добро утро до сите наши гледачи. Ние во моментов се наоѓаме на локација населба Карпош 3, каде што невремето си го кажа своето, вака да се изразам, така што и јас тука имам своји пријатели, каде што се случи штета, каде што тендата се искрши целата, меѓутоа, ала Богу што се вели, никој не е повреден, меѓутоа тоа е силината на ветерот, замислете тенда една да ја снема. Така да, но сега ќе позборуваме на оваа локација каде што се наоѓаме, а само ќе се надоврзам на тоа дека автокоманда некако баре малку, ако ништо друго, полесно поминавме. Меѓутоа, ајде да зборуваме и за убави нешта, како што кажа и ти, па да се надеваме дека ова нема да се повтори воопшто. Со мене денес ова утро е Билјана Челик, поетеса, вам позната, една преубава дама со преубава енергија која што ќе ни ја пренесе ова утро и ни е потребна. Меѓутоа ќе зборуваме за она што ќе се случува, а ќе се случува нешто што сите го очекуваат, оние кои што ја сакаат, пред се песната, поезијата поточно. Тоа е третиот интернационален скопски поетски фестивал. Пред се добро утро и добре ни дојде во утринската. Добро ве најдов. Поздрав до вас, поздрав до ТВ Алфа, која што секогаш е отворена за нас, за најување на сите наши настани и секако добро утро за сите гледачи на ТВ Алфа. Ти благодарам, Биле. Еве за она што јас го кажав, докаде се подготовките и за третиот овој поетски фестивал. Знам дека ќе има гости од надвор од границите на Македонија, па ајде нешто повеќе околу тоа, околу подготовките, каде ќе се случува и што е она што вие го очекувате токму од овој фестивал? Ова е трет интернационално традиционален поетски фестивал во организација на Сдруженијето Феникс. И мене многу ме радува, бидејќи секоја година бројот на пријавените поети кои што испраќаат своји творби е се поголем. Оваа година имавме 297 автори од 57 држави. Интернационалното жири во состав од 5 члена, имаме жири од Америка, од Русија, од Кипар, нормално од Македонија и од Кина. Селектира 190 творби кои што влегоа во категоријата за награди. Секоја година на фестивалот ние доделуваме награда Златен Феникс, која што му се доделува на лауреатот. Нема да откриам кој е, бидејќи изненадувањето е поубаво да остане. Награда за животно дело, Македонски Феникс, оваа година таја ќе отиде кај великанот на македонското глумиште, Ристо Шишков, која што ќе биде врачена на неговите наследници. И бидејќи имаме голем број на автори, кои што навистина испратија прекрасна поезија, ние воведовме некои други награди заедно во договор со жирито, така да ќе имаме во селекции не се македонски автори, странски автори, автори од диаспората, млади автори и секако наградата за најдобар млад поет Ѓорѓе Пулевски, која што ја освојува една млада поетеса од Македонија и секако рековме дека имињата ќе ги кажеме на фестивалот. Кога сме кај младите поетеси, знае и колешката Оливера, токму и заедно бевме тогаш и се зборувавме за тоа, и имавме и тема дури за поезијата, дали младите ја сакаат поезијата и дали тие имаат желба да пишуваат. Најдобро ќе знаеш да ни го кажеш одговорот токму ти. Јас знам дека во училиштето и потенцирав тогаш кога разговаравме, еве кај моето дете каде што посетуваше, девојчињата се некако повеќе по поезијата, има и од машкиот пол, меѓутоа сепак дали се развива чувството за пишување, за создавање поезија кај помладите? Искрено јас сум многу среќна, бидејќи оваа година имавме многу поголем број на млади поети. И од Македонија, имавме и од странство.
Па не знам сега процентуално дали беа повеќе девојчиња или машки, али како и да е, нивните творби се навистина прекрасни, да ви кажам, и тоа ми представува посебно задоволство, бидејќи еве, јас како љубител на пишаниот збор и секако сите останати, се радуваат бидејќи имаме млади генерации кои што понатаму ќе творат после нас. Зашто најмногу сакаат да пишуваат за љубовта или? Интересно, татковината? пишуваат на различни теми. Пишуваат за љубовта, пишуваат за татковината, пишуваат за мајката, значи на секакви теми пишуваат. Да. За фестивалот, значи дали ќе биде само една вечер ќе се одржи? Тоа е во пресрети на она што исто така лошо му се случи за жал на Скопје, но еве да зборуваме за убави нешта и да се надеваме дека никогаш тоа нема да се повтори и ова што го доживеавме вчера нека си остане позади нас. Биле, што се однесува за поетесите, јас знам дека ги има значи од целиот свет и вие како си комуницирате, многу ме интересира, едни со други сите поети од целата земјина топка. Тоа го знам од Кина, од Русија и да не набројувам. Вака фестивалот ќе биде на 25 јули во предвечерието на 26 јули. Тој е посветен на катастрофалниот земјотрес во Скопје што се случил 63-та година во Музеот на македонската револуционерна борба. Првично беше планирано да биде 3 поетски вечери, бидејќи бројот на пристигнатите творби е голем. Бидејќи не добивме никаква поддршка и се до тоа го организиравме со сопствени средства, моравме да го спиеме и да биде во една вечер, така да таа ќе биде вечер и ревијална и дел кој што ќе се доделуваат наградите. Сите ќе читаат своја поезија? Да, сите што се пријавија ќе читаат своја поезија, исто тука имаме и од странските поети, некои со видеа имаат испратено, некои ќе дојдат од странство. Од Македонија имаме, мислам дека 45 или 6 што се пријавија дека ќе дојдат, иако бројот е поголем. Како комуницираме? Па сите тие творбите ги испратија прво на мајчиниот јазик, а потоа на англиски, ние им направивме препев на македонски. Убаво е да се чуе симфонијата на различните јазици. Преубаво кажано за крај и само уште еднаш ќе потсетиме местото и времето час. Музеот на македонската револуционерна борба, почетокот е во 19:30 и сите кои што се љубители на поезијата можат да дојдат. Многу ти благодарам што ни одвои време за да ни видиш дел од нашата утринска програма. Оливера, јас тука ќе се одјавам, но би сакала пред да се одјавам да му честитам роден ден на драгиот мој колега Тонец во режија, да ни е жив и здрав уште 100 години и да си се гледаме само за убави нешта. Поздрав од мене и ви посакувам да си имате убав ден и сакајте ја поезијата. Ранка, да, убаво се сеќавам на нашиот разговор кога зборувавме за поезијата и дека се повеќе и младите, исто како и возрастните, ја сакаат оваа уметност.